За сега нема одговорност за несреќата во која беа повредени 10 градежници, од кои двајца се во критична состојба. Од полицијата вела дека се расчистува случајот, а од компанијата која ги ангажирала работниците бегаат од новинарите. Кога ги исконтактиравме и се представивме дека сме од телевизија, ние спуштија слушалката и повеќе не креваа на телефон. Токму ова е местото каде што вчера околу 10 часот и 30 минути беа повредени 10 работници овде во кумановската населба Зелен Рид. Од овој кран позади мене вчера била падната метална конструкција врз 10 градежни работници. Се обидовме да најдеме и очевидци помеѓу жителите во околните куќи. Дел од нив вела дека било страшно, иако не виделе тука, но чуле извици на помош. Катастрофа. Падне железо врз мрежа, а они испод мрежа врзувале. С крај да е можело да стигне и до полоша ситуација. Па 10 души се биле испод мрежа врзувале и онај мрежа цела притисти со брусалицу се секле мрежа да ги изваде. Инаку четворица работници се на скопските клиники, од кои двајца се борат за живот. Во Кумановската болница се задржани двајца работници, а четворица полесно повредени веќе се пуштени дома. Двајца се задржани, сепак тие немаат некои тешки повреди кои што витално ги загрозуваат. Овде се задржани уште затоа што едниот има фрактура, стабилна фрактура на рбетниот столб, вториот има невролошки испад на прстите од едната рака, но нема фрактурни промени. Сепак дополнително ќе се направат испитувања во смисол компјутерска томографија за да се исклучат некои посериозни оштетувања. Не очекуваме да најдеме нешто посериозно кај нив. Инаку несреќата се случи вчера утрото, кога врз градежните работници кои биле во дупка паднала метална арматура од кранот.